Добро дојдовте во петочното издание на магазин со Томич. Премногу историја, премалку географија за големи Бугари и големи Албани. Тоа е работниот наслов, почитувани за вечерашното издание, имајќи факт дека се ова што ни се случува во овој изминат временски простор, го запали алармот не само новија простори, кои навикна да бидат искористени, манипулирани како народ, како држава од страна на длабоката држава, од страна на јавачите на апокалипсата, со една единствена цел да се избрише нешто што се вика Македонија, македонско и така натаму, што не се купува. Но, по секоја, знаете зашто велам, ништо не е случајно. И верувам секојаш на тоа што си сигурен во себе, а сигурен секојаш бев во себе, дека ќе се појави човек кој ќе каже стоп, нон пасаран, не може да помине се тоа што досега беше пракса, така наречена прагма, како да се дилитира еден народ, една нација, како да се модифицира, да се ретушира историја и се тона, а тоа е Република Македонија, што измина овие сите 34 години. Кој тоа ни го стори? Ни го стори нашиот јужен сосед, вештачка творба, создаден од кралот Ото, германски крал, 830, знаеме дека кој тип на народ живееле таму, и донесени си од субсахарска провиненција, од Етиопија, народ примеси, меджири или дошљаци, и да си направат ново компонирана држава, така наречена Грција. Од друга страна, држава која никогаш не почитувала, ниту не респектирала, мислам, не ни го признавала она што значи основниот белег на државата, идентитетот, јазикот, историјата, култура, тоа е Бугарија. Дозволете ми да го представам вашиот и мојот соговорник, тој е Ѓорѓи Ливски, политички образован аналитичар и колумнист. Добро вечер и добро дојдовте. Да ги поздравам и моите соработници, Кристина Томич, мојот главен продуцент и креатор на овие теми, на оваа емисија, Ивана Алексова и Огнен Димовски. Еве, додиме поред. Благодарам на Владимир Перчуклиев, кој интерпретира мојот коментар, кој го насловив македонците во Бугарија жртви на системска дискриминација и шовинистичка политика. Одиме со коментарот, нека биде лајтмотив и катапулт за вечерашната тема. Останете со нас. Македонците во Бугарија жртви на системска дискриминација и шовинистичка политика. Системско негирање на македонскиот идентитет. Бугарија со децении води политика на системско негирање на македонскиот идентитет, јазик, историја и култура, особено кога станува збор за македонците што живеат на нејзина територија. Оваа политика не започна денес. Таа е темелена уште од времето на Тодор Живков, кога македонците во Бугарија беа насилно асимилирани, а секое споминување на македонското малцинство беше третирано како државно предавство. Декларацијата од 1999 темел на националното понижување. Темелите на денешниот бугарски диктат беа поставени со Декларацијата за добрососедство од 1999 година, подпишана од тогашниот македонски премиер Љупчо Ѓорѓиевски и неговиот бугарски колега Иван Костов. Со оваа декларација Македонија го направи првото големо национално предавство, прифаќајќи да се откаже од темелните права на македонците во Бугарија. Оваа декларација ја негираше македонската дијаспора во Бугарија. Го прифати бугарскиот наратив дека нема македонско малцинство. Го отвори патот за понатамошно уценување на Македонија. Тогаш Ѓорѓиевски тврдеше дека ова е прагматичен чекор, но во суштина тоа беше почетокот на распродавањето на македонските национални интереси. Заев. Капитулацијата и создавањето на диво месо. Доколку Ѓорѓиевски и Костов ги поставија темелите, Зоран Заев ја направи капитулацијата со договорот за добрососедство со Бугарија од 2017 година. Со овој договор Заев ги легализираше сите бугарски барања.
Историјата стана предмет на заеднички комисии каде што Бугарија диктира, а Македонија попушта. Бугарија доби отворена врата за блокади во евроинтеграциите. Македонскиот идентитет и јазик беа ставени на маса како преговарачка точка. Но вистинскиот врв на понижувањето дојде со така наречениот француски предлог, кој всушност беше бугарски диктат под европска маска. Овој предлог ја направи Македонија првата земја во историјата што мора да преговара за сопствената историја и идентитетот за да влезе во Европската унија. Бугарија ги игнорира пресудите на Европскиот суд за човекови права. И покрај тоа што Европскиот суд за човекови права донесе дури 16 пресуди против Бугарија за прекршување на правата на македонците, оваа земја упорно одбива да ги спроведе. Најочигледен пример е нерегистрацијата на Омо Илинден Пирин, македонска организација која со години се соочува со административни пречки и репресија. Бугарија ја користи својата позиција во Европската унија за да врши притисок врз Македонија, инсистирајќи на измислени историски наративи и блокирајќи го македонскиот евроинтеграцијски процес. Истовремено, кога станува збор за правата на македонското малцинство во Бугарија, Софија одбива како било диалог и го применува принципот на двојни стандарди. Македонскиот парламент за прв пат со единствен став. Во Македонското собрание, бугарскиот европратеник Ивајло Валчев се обиде да манипулира со наративите за наводна дискриминација на бугарите во Македонија, но пратениците од сите македонски партии му порачаа јасно. Ако Бугарија бара почитување на правата на бугарите во Македонија, тогаш мора да ги почитува и правата на македонците во Бугарија. Овој редок момент на единство во македонскиот парламент покажа дека без разлика на партиските разлики, кога станува збор за националните интереси, сите пратеници стојат на иста страна. Неколку европратеници од Европскиот парламент исто така ја изразија својата загриженост за неспроведените пресуди на Европскиот суд на човекови права, што дополнително ја ослаби позицијата на Бугарија во идните дипломатски преговори. Мицкоски лидер кој нема да попушти под притисок. За разлика од неговите претходници, кои ја уништија Македонија преку национални остапки, клиентелизам и капитулантски договори, Христијан Мицкоски не е човек што ќе дозволи понижување. Тој е првиот премиер кој наместо да попушта под притисокот на Бугарија, бара реципроцитет. Ако Софија сака да зборува за правата на бугарите во Македонија, прво мора да ги признае правата на македонците во Бугарија. Мицкоски разбира дека Македонија повеќе не смее да биде марионета на европските бирократи. Неговата стратегија не е молење, туку директно вклучување на вистински сојузници, силни македонски лобисти во Соединетите Американски држави. Трамп и македонските лобисти – нова шанса за Македонија. Со враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа, Македонија има уникатна можност конечно да стави крај на бугарските уцени. Двајца влијателни американски бизнисмени со македонско потекло, Џорџ Атанасовски и Крис Павловски, имаат клучна улога во оваа битка. Џорџ Атанасовски, долгогодишен патриот и успешен бизнисмен, беше активен во кампањата на Трамп во Флорида и има директен пристап до Доналд Трамп јуниор и највисоките кругови на републиканската администрација. Крис Павловски, основачот на Рамбл, е еден од најблиските деловни сојузници на Трамп и човек кој веќе има докажано влијание врз неговата медиумска стратегија на Соединетите Американски држави. Со нивниот ангажман, Македонија за прв пат добива вистински сојузници во Белата куќа, луѓе кои можат да го убедат Трамп дека Бугарија мора да престане со блокадите и дека Македонија конечно мора да започне преговори со Европската унија. Историска можност за Македонија. Доколку Трамп и неговиот тим ја сменат американската политика кон Балканот, тогаш Македонија има шанса да добие многу посилна позиција. Мицкоски, со подршка од македонските лобисти, конечно има можност да го сврти текот на историјата и да направи пресврт што генерации македонски лидери не успеаја да го постигнат. Ова е моментот кога Македонија од жртва може да стане играч на големата сцена.
Да, драги мои, ова колумна беше еден шлагворд во секој случај за вечерашната тема, која е насловив како Балкан, премногу историја, премалку географија за големи Бугари и Албани. Благодарам за порталот Охрид24 кој навистина ги пренесува моите колумни да допера до сите вас по светот. И уште благодарам за Ѓорги Илиевски, политички образован аналитичар и колумнист. Господин Илиевски, еве, имавме една добра анализа за се ова што нам ни се случува како резултанта од така наречени политиканти кои безрезервно дадаа се што е македонски. Како го дефинирате се тоа? Прво морам да кажам, овај хронолошки ред од ова колумна може да се вратиме на историските моменти што се Македонија преживува и кој, за жал, ја воделе Македонија, како што се наведе таму, почнувајќи од Љупчо Ѓоргиевски, Зоран Заев, па Османи, па Али Ахмет и така натака, кои најмалце се грижат за македонските национални интереси. За жал, поранешно премиер Љупчо Ѓоргиевски, сега македоно мрзец кон македонштината, секогаш наоѓа за потреба да биде покануван на некои телевизиски емисии, македонски, да не зборуваме за бугарските, тоа се подразбира, него во македонските да му дадат толкав простор и како да ја оцрни Македонија, нивното потекло, постоење и така натака, да го фаворизира, да ја фаворизира бугарштината, да се негира јазикот, идентитетот, а истиот тој господин македоно мрзец кон македонците ја водеше ВМРО ДПМН. Ја водеше ВМРО ДПМН заедно уште со некои други во политичката партија ВМРО ДПМН, луѓе кои што најмалку мислеа за Македонија и македонските интереси. И ништо не е чудно она што во прилогот стои договорот што го имаше со Костов, каде што се негира малцинството македонско во Бугарија. И истата ситуација се случува да се негира и грчкото, во Грција македонското, каде што Никола Димитров отворено не сакаше да каже дека на каков јазик зборуваат нашите во егејскиот дел на Македонија. Згора на тоа може да се види дека истата таква ситуација ни се случува и во Република Албанија, под раководство сега на Рама и други, кои што намерно ги пуштаат бугарските загари во Албанија да се негира македонството и да се бара бугари во Албанија, Голобрдо, Тирана, Корча и така натака, но гордост е наша што таму нашите македонци го кажа тоа што го кажа, дека нема остапување од нашето име, нашиот идентитет и така натака. Бугарија примена во Европската Унија од разни интереси на Европа, кои што не заслужува да биде член на Европската Унија, затоа што прво не ги почитува копенгагешките критериуми, значи на право, на самоопределување, самодефинирање и така натака, значи на нашите македонци. Да не заборавиме и сите тие пресуди кои што ги добивме во Страсбург и на сето тоа кумува Европската Унија. Тоа е нешто што е трагично, што се случува во Европа и пошироко, но даде Господ
да дојде Трамп, неговата позиција, конзервативните вредности, почитување на човековите права, сувереноста на државите и нивното самоопределување, кои што се вредности европски, светски. Со доаѓањето на Трамп се отвора, морам да кажам, оптимизмот и за Македонија. Работата која што ја прави нашата македонска влада, посебно премиерот Христијан Мицкоски, заедно со министерот за надворешни работи Муцунски, како и други, цврсто стојат на позицијата дека нема попуштање, нема ставање на бугарите во уставот, се додека истото тоа реципрочно не дојде да се признаат македонците. Во една дадена прилика, почитуваниот Христијан Мицкоски кажа, барем 2-3 пресуди да ни признаат она што се случува жално со Омо и Линден и со сите други здруженија кои што ги имаме, малтретирањата, негирањата и така натака. Таа Бугарија ќе треба, и се надевам, дека ќе добие заушки од страна на американската администрација, посебно од Трамп, каде што цврсто стои на позицијата, значи, за почитување на сувереноста на државите и не мешање во внатрешните работи. Двојната политика која што има Европската Унија, а таа двојна политика ние ја видовме. Така наречената француски договор, фактички тоа е бугарски договор, но едноставно приводот кој што го прави Макрон, кој што во самата Франција нема толкав углед, значи и му се мишаат нозете дали ќе постои како таков, или на Шулц, веќе уште некој ден и тој си оди. Така да Европската Унија е ставена во една ситуација и раздрмана. Јас во Европската Унија толку не верувам, колку што верувам на цврстата полојба што ќе прави Трамп и американската администрација. Спомнате за конзервативните вредности. Да бидам искрен, во емисија, ќе само режијата, имаше една добра порака на Доналд Трамп, но неговиот прво обрашање, напиша ви една колумна, имаше вчера излезе, што побуди голем интерес кај целата американска јавност. Тој секојаш се залагаше за основните вредности на човековото постоење, семејството, половите се тоа. Татко, мајка. Така. Додиме само со таа секвенца од Доналд Трамп што изјави на првиот негов говор после инаугурација. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Да, почитувани, немаш посилно и поубаво да случне тоа што од Бога дадено семејството како е дефинирано. Голем шамар за длабоката држава, за сите тие. Така, голем шамар за оние кои што се залага неолиберализмот и така натака, па непочитување на семејните вредности, традиции, обичаи, кои што Трамп ите како се залага за машко, женско, мајка, татко. Не родител 1, родител 2. Од Бога дадени. Така, од Бога дадени, точно од Бога дадени. И тоа се тие вредности кои што тлеат
низ сите истории. Токму таа политика на Трамп и мудри шамар и на политиката на Бајден и сите оние кои што се залага за такво нешто, а посебно морам да кажам и за Европската заедница кој што се залагаше за такво нешто, каде што сатанираше, ако се спомне, машко, женско и така натака. А исто така еден голем шамар и за нашите македонски политичари, така наречени интелектуалци, така наречени новинари, јас секогаш би ги во моите колумни ги нарекувам загари. Она што Ордановски отиде со една ароганција, а тоа е својствено на таквите политичари од неолиберализмот, значи да се омаловажи некој кој што има спротивно мислење, но спротивно мислење не како неговото, затоа што тој просперираше како Ордановски, така и некои други аналитичари, блиски на СДС, па и на ДУИ, кои што едноставно ги става сите тие вредности на страна. Тоа е трагедијата што може да биде. Затоа и со право македонскиот народ, по големиот дел, морам да кажам негде над 80%, па дури и албанците, турците, ромите, токму се залага за тие семејни вредности. Еве, овој месец на постот кај православните, овој месец на постот на муслиманите. Тоа дека биде патоказ, така, како да се почитуваме и да ги почитуваме така да ги почитуваме сите тие вредности. Така е. Значи и тие различности што треба да биде. Господине Иливски, едно кратко објаснување на темата, рековме како Бугарија и Албанија ја користат историјата како оружје за територијални претензии. Па видите сега, се она што се случува во Македонија има една историја повеќе од 150 години. Така. Бугарите никогаш и одели на тоа да не признаваат, да не почитуваат, да не асимилираат. Но пириот си е пиреј. Македонецот не може да се истреби. И што сакаат да прават? Дали тоа се бугарите, дали тоа се грците со граѓанската војна, дали тоа сега во Албанија се случува во овој период, каде што Албанија сега игра двојна, тројна улога против Македонија. Што сакаат едноставно да ја асимилира, да го асимилира тоа население таму во Албанија. Значи, една поврзаност која што ја имаат со подршка од нашите довчерашни властодржци Зоран Заев, Османи, Али Ахмети, кои што тајно се состанувале и работеле зад грбот на македонските интереси. Господинот Османи, секаде каде што одеше ко министер за надворешни работи, одеше да ги гледа интересите на Албанија и на Косово, најмалце за македонските национални интереси. Па дори црташе карти дека не е тоа опасно. Ајде сега да го прашам. За чии интереси тој се залагаше? Да го нема мојот јазик македонски? Да ме нема мене? Да не нема нас македонците општо низ историјата? Тоа е недопуштиво. Истата политика се ја води и Грција. Јас забележувам на овие предавници досегашни кои што беа на власт. Зоран Заев, Таче, Османи и Али Ахмети и другите. Заеднички делува и работеа. Не е туку така СДС им ги препушти на ДУИ важните министерски места, надворешната политика, евроинтеграциите, мешаност и на... Јас не ги сметам за... Тоа се предавници.
како Никола Димитров и другите, како тие работеа, што работеа. Сега да ги прашаш, плачат. Плачат. Плачеше и ќерката на покојниот мој почитуван историчар Лиле Прателичка, што беше. Се знае кој е тој историчар наш, кој што пишуваше многу работи за македонштината, но доби еден таков удар што се превртува во гробот од неговата ќерка. Зашто македонскиот народ е мета на двојни стандарди? Се извинам. Пазите, зависи која води државата. Затоа што тие интелектуалци, тие политичари го гледа интересот што од страна се кажува. Што им кажува така нареченото отворено општество на Сорос. Добивањето на американските пари, кои што со право Трамп бара сега приспитување. Србија 3 милиарди, Македонија Србија, Македонија, сегде и тоа приспитување и треба да има и одговорност и бара одговорност Трамп. Тука се загрижени тие така наречените загари, тие предавници, кои што нема да го гледаат македонскиот интерес. И сега тие токму одат со напади, арогантност кон еден председател на Америка, кој што доби невидена поддршка од американскиот народ. Некој нашол да критикува и да кажува што Македонија сега ќе направи. Тој двоен стандард кај оваа влада, начело со премиерот Христијан Мицкоски, нема да се случи. Тоа Христијан Мицкоски го покажа и го докажа и во Вашингтон кога беше, и во Турција, и во Турција, Унгарија. Така, ама и во Германија, на Михеската конференција. Значи, точно, им кажа во очи. Наместо да одиме со европските вредности, ние од Европа добиваме балканизација во Македонија, што ги поддржуваат тие. И морам да кажам, господинот француски Макрон, па и тој претходниот Шолц, сега не знаеме со новиот што ќе биде. Така, не знаеме тој како ќе биде, но поаѓајќи од тоа дека се конзервативни, сепак јас мислам дека ќе дојде до израз токму таа политика, бидејќи ова влада на ВМРО-ДПМН со новата политика која што ќе биде конзервативна, има добра соработка се во народните партии, така да ќе има голема поддршка, како и од италијанската премиерка што е во Италија. Така имаме, но имаме и поддршка и од други, исто така европски држави. Зошто Софија одбива да го призне македонското малцинство? Па, затоа што во Бугарија имаме мал број на бугари. Мал број на бугари имаме. Таму се сите македонци. Има се, само бугари нема. Само бугари нема. Тоа се македонци. Дали тие македонци што пребегали од егејскиот дел на Македонија, од вардарскиот дел и сегде, или на други места. Значи, историјата во Бугарија е Македонија. Тие тоа сакат да го негира. И сето тоа што се случува во Бугарија и она така наречени историски комисии кои што тоа само е тоа или таа нивна стратегија од нивните академии. Ви сте политички образован аналитичар, толку тоа ме интересира за таа мешовита комисија која одлучуваше, па договараше, па компромиси, заедничко учествување. Како вие го толкувате како еден експерт? Прво морам да кажам, тоа беше работата на таа комисија политичка, наметната. Јас сум убеден, тие историчари, ако размислува со своја глава, немаше да го покажат тоа нешто. Тој притисок што им се правеше од страна
Димитров, од страна на Таче, од страна на Заев и така натака. И тие пари кои што ги добиваа. Тоа мрсни бе. Мрсни пари добиваа. Значи, едноставно, парата им е поважна од онај наше достоинство македонско. Што не се купува со пари. Па не се купува. Човек и македонштината не се купува. Но трајноста наша македонска ја браниме со нашата историја. Така да не можат ништо ниту бугарите што скокаат. Ниту така некој си Ковачев, па некои си други европартеници бугарски. Џамбаски и други така натака не можат да поминат кај нас затоа што имаме цврстина. А таа цврстина некршење на кичмата ја покажа ова влада. Оставка не може да има и не сме да има. Затоа македонскиот народ ја даде довербата и ќе остане на таквото нешто што треба да му се даде и да му се даде подршка на премиерот Христијан Мицкоски. Да, сведоци сме на голем број атакувања по секакви медиуми и социјални мрежи, кои навистина не се вкусни. Еве, јас со ова место упатувам порака и велам, па нека испаднат напред, нека кажат што е тоа што им недостасува на тие медиуми, на тие новинари, во која држава живеат, дали во нивното документ на местото извод на родени стои Македонија или кај друга држава, за која Македонија се залагаат. И конечно, навистина, само да видиме кои инсерти од последната посета на господинот Мицкоски на Будимпешта, каде што навистина е за респект. За респект. Бидејќи тоа е сепак еден почит на еден државник која посетува државата која има една историска нишка, а тоа е историја која создадоа, ја дефинира европската историја и политика. Австро-Унгарија, речам, особено која Македонија, да видам искрено сега, чекори многу храбро. Да, можеме само да инсерти Ивана да видиме од господин Мицкоски во Будимпешта, што навистина создаде една убава гледка, ако ми дозволите, без никаква куртуазност. Да. Дали ова е, јас извинувам, во ред, ова е тие моменти каде што беше пречекана делегацијата, господинот Орбан, кој не знам на какви ветрометени наидува неговата авторитета човек, господинот Орбан покажа дека е политичар со здрава кичма. Орбан покажа дека е цврст, дека знае што сака да направи од Унгарија, суверенизмот, значи, владее, поддршката која што ја има отворено и од американската Секако. И самиот Доналд Трамп го истакна кој е од најцврстите политичари. Најцврсти политичари. Не се искривена кичма. Точно така. Во овие рамки, истото тоа го прави и нашиот премиер Христијан Мицкоски. Мудроста. Точно. Сега, на кого му смета? Сега, пазите, што од таму ние ќе добиеме? Добиваме цврстина, на пиедесталот ние Македонија, нема скршена кичма и отвореност, цврстина на нашиот премиер. Господин Ливски, 32 милиарди евра буџетски средства се украдени, не може како да ги наречем, тоа се експертска анализа. Ништо нема изградено. Еден пола километар автопат нема. Капитални инвестиции нема. Тешки милиарди се украдени, однесени. Значи, на сметка тоа дали има авторитет и образ, да речем, сегашната опозиција и натаму да критикува, или, конечно, самите што се само лустрира со промена на кривичниот закон 352, 353, нели, си ги ставија своите, простите, дел од телото, задници, да речем, во пратеничките клупи, и си уживат и ќе критикуват и си взимат по 3000 евра. Токму тие моменти се и перцепцијата на таа корупција која што Транспарент Интернешнл го кажа. Ние сме на 88-то место. Токму ради тој закон 353, значи едноставно криминалот и корупцијата, и сега господинот
на опозицијата Филипче. Не ми го спомнувате. Не, сакам само да кажам. Кажува дека сме немале компас. Прво тој дали знае што е компасот и каде те оди со компасот. Народот македонски. Во Дубај оди пие таму Хајникен со побратимот. Оди во Дубај секаде едно друго. Најмал се тие што мислат, како мислат. Или подписателката, не знам како се викаше, од Сорос, што е на СДС сега, Карамфилова. Карамфилова, да. Така, Карамфилова, Карамфилова. кој што треба да добро да размисли да ги врати парите од Сорос, од УСАИ што ги замале за шарената револуција. Таа е една од водителките на таа шарена револуција, така наречена револуција. Ја имаме и у Србија исто. Исти ракописи. Исто е тоа, исто е. И сега истите тие говорат, сме немале компас, Македонија кај оди? Македонија оди напред, цврста и со јасни ставови. И е почитувана секаде. Она што го направи Орбан, таа средба меѓувладина, разговори и таа поддршка и помош што средат со разни кредити и така натака, тие ќе се враќаат, но помош што треба да биде. Господин Левски, во 21 век имаме се уште септички јами. Имаме. Значи немаме одводи довод. Имаме септичка јама и некоја пумпа која се мешаат двете, мислам, што е нонсенс, болестите ве каде. Точно. Дали е тоа логично и нормално од една политичка партија која вели дека е државотворна, а таму има навистина, има мудри и умни луѓе, али се тргнати на страна. Тие умни луѓе, што сега не се во СДСМ, се тргнати на страна и тие им пречи ова што се прави во СДС. Во СДС, нормална работа. Сега, тие не мислеа за народот. Што има во Арачиново, дали има канализација едно друго. Тие си мислеа колку пари да украдат, колку пари да украде синот, односно внукот на Али Ахмети, Соравија и така натака. Па господинот Груби, невидени пари се украдени и човекот го нема никаде. Така. Ајде се да идеме за логистиката на Македонија. Да бидам искрен, господинот Ѓорѓе Атанасовски, господинот Крис Павловски дадо несебична поддршка на Трамп. И кој, еве, гледам и сигурен сум, верувам таа, не се вика реванш, тоа се вика почит, заемна почит. Кога Доналд Трамп беше исфиркан, избркан, се водеа судски процеси против него, измислени судски процеси. Господинот Крис Павловски отворил платформа, Рембл, и му даде простор. Точно. И победата ја донесе. Од друга ситуација, наш македонец, кој да бидам искрено, никош немаше змија в джепа да стави рака да помогне. Тоа е Ѓорѓе Атанасовски, кој, еве, спомнавте Албанија, македонци нашли во Пустец, Голо брдо, каде има партија дефинирана, тоа е Алијанса на македонците за Европска Македонија. Така. Не се знае колку пари помогна на македонците, што не беше пример на политичките партии на СДС, кога бугарите носеа и како храна, обувки и така, како да ги преку ноќ да ги придобијат. Конечно, дали ваквите кампањи кои што спомнав во коментарот, синот на на Доналд Трамп, јуниор, најстариот син, е семен пријател на Ѓорѓе Атанасовски. Крис Павловски, најблизок пријател. Дали и покрај ова треба да се фрлат дрва и со дрва и камења? Па се знае на кого му смета. И смета на сите оние кои што беа против демократските процеси, така наречени либерални активности, поценувајќи го Ѓорѓе Атанасовски, кој што се познаваме мощне, добро и долги години во Светскиот македонски конгрес. И неговите активности и предонеси што ги дава, како и нашиот брат што Крис Павловски. Така, Крис Павловски, кој што дојдоа во Македонија. Седна со
со владата на ВМРО ДПМН така. Сега тој ми спета, што барале? Што барале? Дали ќе имаме ќар? Ќе имаме ќар. Ќе имаме ќар, ќе имаме придобивка, а тоа е цврстината на македонштината и на Македонија. Времето ќе покаже. Ја морам тоа да го кажам, времето ќе покаже. А сите оние така наречени аналитичари, од типот на, само да не го спомнам, само има и други некои, Петар Атанасовски, како се вика аналитичар. Па се јавува, го нема сега, поранешен новинар од македонска телевизија, Зоран. Добро, не битно да ги спомнам. Така, не, сакам да кажам. Петар Арсовски, мислите? Петар Арсовски. Оти Петар Атанасовски е опонент на ова политичка партија. Петар, да. Кој е опозиција? Така. И ред други. Не може така да биде. Не може така да се однесуваат кон нашето... Има ли шанса да се обедини македонскиот народ? Македонскиот народ треба да се обедини. И треба да гледат нашите македонски интереси. Да, Ивана, додека ние разговараме, најдија тие инсерти, како во Украина, мислам дека беа, како се наградуваат политичарите кои работат против државата. Интересни сегменти се. И реков дека не беше најава, но еве за право. Бидејќи тие живеат и функционираат од даночните обврзници на Македонија. И затоа Доналд Трамп испомна на пудлиците на Европската Унија. Доста се збогативте. Вашите еврокомесари зимаат 30.000 евра месечно. Нашите сенатори не зимаат ни конгресмени. И доста е. Доста е. Еве, ова е класичен пример, мислам дека Украина, така е, Украина, како завршуваат политичарите кои не го слушаат гласот на народот. Со оглед дека тие се избрани народни пратеници. Точно. Представници во институциите на системот и на народот му Бог ти са. Ова не е од овој комедијантот, од предходните. Од предходните, да, од предходните, не. Тоа е тоа што треба да се случи и кај нас. И дали ќе се однесуваат така? И тогаш ќе ги прашаме дали така се однесуваат и треба да има одговорност. Казливост треба да има. Знаете зашто? Јас сум против секој насилие. Меѓутоа, нивните неодговорни оценки, видовте што се случи и во нашата соседна Србија, на чистото сценарио на еден премиер на една ново компонирана држава, ново родена држава, нема што ребуси да решам, тоа Албин Курти. И со такви димни сигнали, димни бомби да се фрла и да се посегна по животот и здравјето на една млада која очекуваше дете после 10-11 години и плюс пратеничка која доживеа можден удар. Зошто, ако кога се гради, се инвестира у државата? Дали ние свесно правиме некои работи кои штетат на генерациите, господин Ливски? Точно, пазите на работа. Јас работејќи на тие... Еве, видите, подпишува изјава дека повеќе нема да се бави со политика. Тоа треба да биде. Но кај нас треба да проработи и судството и обвинителството, кој што е партизирано. Не сака да се замине, вика... Не било уставно. Јас те поставувам, владата... Ја те плаќам. Јас те плаќам, парите од граѓаните и јас не сакам да си одам. Па еве јас повторно морам да го спомнам, јас и се обратив минатата емисија. И јас лично предизвик до господинот Коцевски, така се викаше, нели? Коцевски. Да го си истражи случајот со убиството на мојот син Ѓорги. Еве ви предизвик. Испитајте го. Ја ги слушнавте моите изјави, дека е класично убиство на еден млад 41 годишен новинар, кој цела држава го сака. Точно. Здравството ни е во една катастрофална состојба. Морам тоа да кажам, вие доживеавте една голема трагедија. Тоа е мал збор трагедија. И вакви трагедии се случуваат и на многу други. Но еве го спомнате здравството. Збориме за бугарите. Меѓутоа Бугарија нема такво здравство, има супер професионално здравство. Точно така. Јас се јавив во институтот за при хематологија во
во Софија, сега е во Белград, сега е во Загреб и во Љубљана, и ниту еден не ми даде негативен одговор, ќе биде се окей. Али не му дозволи. Дали, Бугаријата, ние фрлам, ние ја критикувам и заслужува. Меѓутоа, сепак има силни дипломатски машинерии. Точно. Да. А што имаме ние? Вие го спомнавте Бујар Османи. Бујар Османи едноставно е... Кој сега се заканува дека нема да има локални избори. Види, тој може да се закани дека нема да излезе на локалните избори, но опасноста е тоа што господинот Али Ахмети, а овие потрчковци да трчаат што ќе каже Али Ахмети, а албанскиот народ е свесен. И нема да му успе на Али Ахмети ова. Сега треба судството, владата на Република Македонија, судството, Министерството, да се покрене постапка за хашките случаеви. Водството на ОНА, затоа што тие не застаруваат. Дуња Мијатовиќ испрати писмо до Точно до сите премиери на бившега И тука треба да се делови работи. Нема шанса тоа да помине така. Мора да се знае и да има одговорност Али Ахмети. Не може Али Ахмети да прети на една држава. Ние сме суверена, самостојна држава, со своји институции. И со право премиерот Христијан Мицкоски кажа имаме институции. Нема тоа да се дозволи. Тие се кријат под плаштот, ние се грижиме за албанците. Во владата на Република Македонија има уште 3-4 политички партии заедно, вреди, кои што имаат албанци. Тие се свесни дека на локалните избори ќе пропаднат, ќе ги снема. Затоа што видоа самите албанци, кои што имаат тешкоти, како и кај нас, значи на економски план, едно друго и така натака, дека тие си ги гледаат личните интереси. Али Ахмети си го гледа кланот во Зајас, внукот не знам каде, братот на Груби згради прави, така натака, значи Османи исто така, и тоа се една група на луѓе каде што мислат дека ќе направат. Да, работниот наслов на вечерашната емисија е Балкан, премногу историја, премалку географија за големи Бугари и Албании. Еве, вие сте инспектор по образование, вие сега сте аналитичар, колумнист. Како го дефинирате се тоа? Овие налудничеви идеи. Па види, не може секој да биде политичар. Пазите, не може секој да биде политичар. Политичарот треба да има прво основна култура. Не имаме политичари што немаат основна култура. И познавање И познавање да не зборуваме. основни историски факти немаат, не знаат. Тие мислат дека ова сега што сме ние опозиција, Али Ахмети, ќе мора вака да биде. Па дури се закануваат и на Уставниот суд. Пазите, а од друга страна вика ветинг да се има, од трета страна велат човекови права. Какви човекови права? Уставниот суд кажува што треба да биде. Да не ги ставаат албанците во една заблуда со донесувањето на закон, сака да се забрани албанскиот јазик. Лудорија. Тоа е една лудорија кој што го прави Али Ахмети и Дуи. Никој албанскиот јазик не го сопира. И си учат и предучилишно, и основно, средно, и во институциите ги има. Нема тука. Но за ставањето во една вака ситуација сака да запретат. Да, но едно да сватат. На власт не е Заев. Тој потрчкал. На власт не е повеќе Османи или Али Ахмети. Има да почитуваат општественото уредување во државата. И тоа ќе биде. А тука убаво им кажа и други странски емисари да се ја свиткаат опашката и многу да не скокаат. Затоа што ќе се случи она што се случи не само на црни листи, него и одговорности што треба да биде. Али Ахмети со водството, тој треба најмалце 20 години да биде во затвор. И ќе биде.
И ќе биде во затвор, бидејќи само така ние ќе покажеме како држава. Не затоа што да не се изедначуваат Али Ахмети со албанците сите, не. Има честни албанци, поштени албанци, кои што работат, кои што ја сакат и Македонија. Но не можеме да дозволиме под плаштот на криминалот и корупцијата кој што се прави од овие луѓе, да кажуваме дека се загрозени албанците. Не е точно. Јас ја замолам Режит, ако можеме да имаме сегмент од тој убав дискурс меѓу еден наш македонец во Соединените Американски држави, тоа е Горан Ангеловски, мислам, исправете ме. Така. Кој имаше еден подкаст со Љупчо Гоце, кој му одржа едно предавање, така. бидејќи Љубчо Георгиевски, кој навистина ветуваше дека вториот конгрес ќе биде во Солун, потоа дека ќе ги скрати ноктите на орлите и како и што ја знам. Така. И потоа, да, тоа се сегменти, тој Ицо Најдовски, нашиот колега од Австралија, Гоце Ангеловки така, и Љубчо Георгиевски, каде што македонецот наш од Америка, кој е преку 20 години, му одржа предавање за глаголицата. Точно. А можете да ни парафразирате малце до ова? Па види, она што јас го гледав и она што Љупчо Георгиевски се меша секаде. И тој се прави поголем историчар од историчарот. Но момчето Гоце му одржа едно четиво, едно предавање што значи глаголицата и дека тоа е старословенска од Солун, браќата Свети Кирил и Методи, кои што направија мисија како во Солун, така и во Моравија и другите земји европски. Тој оди со тоа да кажува дека тоа било старо бугарско. Поима нема и со право му кажа дека тоа се... Јас сметам дека во наредната емисија ќе го имам точно тој фрагмент и навистина јас останам без коментар. Точно. Гоце навистина со право го носи името. Не, му одржа едно убаво предавање и му укажа за многу работи. Дали ваквата антимакедонска кампања по ранешен премиер, која навистина е штета, можеби или под плаштот, да речам, на тој патриотизам, конфекциониран од лукративни природа, а резултанта беше со декларацијата со Иван Костов 99-та, отварајќи им ги портите ширум на бугарите да влезат во Европската унија, дека немат ништо како проблем со соседите, нели? Резултира со оваквата, се сеќавате и неговата пајташка, за која бил инспириран за книгата Апокалипса, страница 16. Не секам да спомнам за каков тип на поезија. Не, јасно, поезијата негова се знае што е и како е. До Грубчин е Албанија, отаде Грубчин е Бугарија. Така, тука го поддржа и некои други членови од ВМРО во тој период. Морам да бидеме јасни. Јас, Љупчо Георгиевски, македоно-мрзачот, што не мрази. Ова се што го прави, тоа го прави под плаштот на Бугарија и поддршка што се фалат, а тоа е заевизмот, тачевизмот и другите кои што едноставно не сакаат Македонија да ја видат напредна. Господин Левски, велепредавството е најголемо кривично дело кое никош не да се старува. Не, па тоа е јасна работа. Тука треба да има и одговорности. Се додека не Вие добро кажавте, извините, што се случуваше во Унгарија, во Украина. Па тоа треба да... Ајде да не се фрла, но треба да има одговорности. Дали некој го испитал неговото богатство, неговите фирми? Пазите, треба да бидеме реални. Од каде е тоа богатство негово? Кога доаѓаше во Дебар мој беше со едни патичиња. Сега оди видите како се однесува и која ароганција има. И омраза кон македонштината. Да е само тој. Не, сакам да го кажам, тој бил премиер во државата. Што не би смело да си дозволи? Па не сме, точно. Такво нешто. Како него има и други. Јасно мене ми е.
И поставени беа на позиции да биде директор за иселеништвото. Човек кој што сега не е. Така, тоа е господин Близнаковски, кој Па што да. кој кажа дека има бугарска самост. Точно. Исто како неговиот лидер. И едноставно, па точно така. И такви луѓе се поставува. И нашите македонци, иселеници што се во Швајцарија, во Италија и сегде, најоштро реагира на такво Господин нешто. Нимски, морам да си го кажам своето. Јас 25 години во мајче напълно согласен на народот и искрено ви го кажам поучитувани гледачи. Осем гласа на народот, ниту една, ни еден форум, ни една политичка партија, ни еден политичар не се завзема за македонците во диаспората. И нека му е со среќа на господинот Горан Ангелов, ја му посакувам успех. Но тука сме, јас и бев иницијатор за се направи агенција за културна соработка. Точно. Со македонците во светот, имам поддршка од 15 држави што ги интегрирав, но не останам на тоа. Еве и Пчелинч предизвук и за председателката и во тој совет кој што навистина треба луѓе, господин Илиевски, Така. кои цел живот работат за македонштината. И јас дебело сум го И платил. не смеме да ги подцениме. Апсолутно. Не смеме, тоа се големата поддршка. Еве како што прават нашите браќа македонци во Америка, како што ги спомнавме. Џорџ Чартардовски, други што дојда. Канада, Австралија, Германија. Таквите луѓе ние треба да ги поддржиме. Поддршка да им дадеме. Европа, знаете ли колку имаме у Германија? А имаме. Господин Златко, еве, прости Златко за президента, меѓутоа, еден од лидершипите на Централна Европа, каде што се интегрираат, прават прекрасни кампањи, нашите во Словенија, Хрватска, Србија, Маја Георгиевска, која несебично се бори за македонците во Србија. И влегува таму се повторно, влегува некои падобранци кои само од лукративни причини се пика од Националниот совет за своји лични бедни интереси. А македонците и натаму немаат никаков ни предимства. Затоа велам, треба вистинска агенција за културна соработка. Токму агенцијата за иселеништво во Македонија треба да биде активно, проактивно, како што е проактивна и нашата надворешна политика сега. Секако. Така, и тоа треба да биде. Ти имат пријателзи, еве господинот Атанасовски, кој треба максимално да се искористи, да биде во фокусот на случувањата со Министерството за надворешни работи. Јас велам една работа, да му се даде внимание, да се послуша неговото мислење и што може да направи. Само така може да биде. Знаете што е, веќе ви кажам искрено, сем мојата програма, благодарам и на владиката Петар, кој е собственик на телевизија, Ѓорѓе Атанасовски ги повика сите македонци во Северна Америка да гласат за Доналд Трамп. Ниту еден не застанал тоа да го направи. Така. Верувајте ми, неве јасно кажувам, во моите емисии одеа пораките на Ѓорѓе Атанасовски. Зошто, бидејќи јас застанав храбро за Доналд Трамп? И сега е вистинскиот момент. Се согласувате со мене? Така е, точно. Ако се испушти оваа ситуација... Не, мора проактивно да се работи и сите тие наши македонци, што се во диаспората, што во Америка, Канада, Европа, сите треба да ги почитуваме и нивното мислење... Добро, дали треба да се критикува зашто премиерот заминал, па со што доди на магаре да патува? Види, Тоа е више, мене ми пречи, верувајте ми. Почитувам Слободан. Не е Тоа убаво. се примитивни, Не е убаво. не, тоа се Не е примитивни убаво. работи. Кога немате на што, на суштинското нешто, бидејќи одиме напред, тога се зафаќаме дали требало да се носи, не знам, да се оди со магаре во Европа, да се вози, така, и колку пари сме потрошиле. Зошто не прешуваат каде се парите? Кој договарал во Сингапур? Да, завршуваме. Зошто во Сингапур, се сеќавате во екот на ковидот, права Аванти организира Делавер систем со министерот за здравство и тогашниот премиер, сега што го спомнуваме, што гради Вавилонска кула во 60 и нешто... 88. 88. Така го спомна неговиот претходник Никола Груевски. Кај се тие пари? Зошто замина у Сингапур? Така. Која е вашата кратка порака, бидејќи веќе влеговме во финалето? Благодарам, почитувам Слободан, секогаш со задоволство доаѓам кај вас. Честит. Вие сте една таква инспирација, таква душа, кој што вашето големо срце покажува колку
Македонија треба да се сака и се сака. Во тие рамки мојата порака е да бидеме цврсти, обединети, напред да се тера и Македонија, значи да ја води таа политика на македонштината и почитување на сите граѓани кои што живеат во Македонија, без разлика на националната и верска припадност, да ја сакат Македонија. Ви благодарам многу, да сте ми живи здрави. Очекувам во една друга емисија и Благодарам многу. Почитувани, ви благодарам многу што бевте овие 60 минути со нас. Еве се обидовме да дадеме оценка за сето она што велиме Балкан, премногу историја, премалку географија за големи бугари, албани или надлудничеви идеи. Ние имаме само една Македонија, немаме друга копија, да ја чуваме и да ја негуваме. Бите ми живи здрави, нека е вечна Македонија. Пријатна вечер.